Околу 6000 земјоделци од Струмица поднеле барања за субвенции за 2017 година. За сега само земјоделците од Кавадарци се околу 500 повеќе од струмичките, но од Агенцијата за финансиска поддршка велат дека со оглед на тоа дека рокот трае до петок, се очекува овие бројки да се променат, односно да се зголемуваат. Оттаму велат дека земјоделците можат сами да поднесат барање за директна поддршка преку барање кое е поставено на страницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Барањето се поднесува по електронски пат, без доставување документи, а врз основа на претходно евидентирани податоци во единствениот регистар на земјоделски стопанства и регистарот на идентификација и регистрација на домашни животни. Одгледувачите на говеда, овци, кози и пчели пред поднесувањето на барањето треба задолжително да ја проверат и по потреба да ја ажурираат состојбата на животните во ветеринарното друштво со кој имаат склучено договор. Постапката за поднесување барања за директни плаќања е иста како и претходната година. На сите огласни табли на подрачните единици во Министерството за земјоделство на видно место се истакнати сите потребни информации за аплицирање. Земјоделците може да побарат помош за аплицирањето од подрачните единици на Министерството за земјоделство, каде што поднесуваат барањата. Исто така, може да ги користат и услугите на Агенцијата за поттикнување и развој во земјоделството. Стои во соопштението на Министерството за земјоделство, со апел земјоделците да го испочитуваат рокот за аплицирање, за да може поднесените барања навреме да се обработат и субвенциите да се исплатат согласно со предвидениот распоред во текот на годината.